Добар ден и добродојавте во уште едно издание на Формула 1 на македонски. Денеска краток технички осврт за дифузерите, односно како тие функционираат кај болидите во Формула 1 и како се совпаѓаат во целокупната аеродинамичка филозофија кај истите. Меѓутоа, пред да дојдеме до дифузерот, ја гледаме оваа слика од болидот на Red Bull Honda. Ја користам оваа слика за да го прикажам воздушниот проток од предната кон задната страна на болидот, односно при првиот контакт при придвижување на болидот со предното крило, потоа како тој воздушен проток патува под самиот болид, оди кон средината и кон крајот на подот, односно кон отворот на дифузерот. Во овој дел од болидот, во оваа област се создава зона во која протокот на воздушната маса е далеку побрз во споредбено со амбиенталната, односно околу болидот што го имаме протокот на воздух. Тоа е затоа што доле протокот на воздух патува со поголема брзина и колку имаме поголема брзина, толку имаме понизок воздушен притисок. Тој низок воздушен притисок пак им помага на предното и на задното крило да создадат уште подобра потисна сила, односно да му возбушат на болидот подобри перформанси во свиоците, каде што потисната сила е дефинитивно една од најбитните елементи кај болидите во Формула 1. Така што колку имаме побрз проток на воздух одоздала, толку имаме пониска воздушна маса која пак помага при создавање на потисна сила кај болидите во Формула 1. Сега ќе преминеме кон дифузерот и ќе ги објасниме неговите карактеристики. На следната фотографија го гледаме дифузерот. Повторно користиме Red Bull Honda за да имаме континуитет. Значи ова е тој дел од болидот. Гледате, има неколку странични крила, но има и неколку хоризонтално исправени крила кои служат за целокупната аеродинамичка филозофија да има смисла. Значи оние воздушни токови кои доаѓаат однапред се менаџираат преку овие мали крилца. Главната цел на дифузерот е рамномерно да го распореди воздушниот ток кој што доаѓа однапред и да менаџира со истиот како не би дошло до турбуленција, односно до создавање на тие така наречени воздушни џепови кои можат да ја нарушат аеродинамичката стабилност на секој болид. Напоменавме претходно дека испод подот кај болидите на Формула 1 се создава воздушна маса со низок притисок поради зголемената брзина на проток на истиот воздух и тука најмалку што сакате е да ви се создаде некоја турбуленција која може сето таа стабилност да ја наруши. На самите краеви од дифузерот имаме овие мали засекотини, овие мали крилца кои пак се наменети нешто слично како кај предните крила кои ги анализиравме, да создаваат мали воздушни вртлози кои пак помагаат со менаџирање на така наречениот таербек, односно оној воздушен бран кој произлегува од самото предвижување на пневматиците кај болидите во Формула 1. Така што накратко ова е едноставно објаснување за тоа како функционира дифузерот кај болидите во Формула 1, која е неговата улога. Значи дефинитивно заедно со задното крило овозможува креирање на потисна сила, овозможува добра стабилност на болидите во средните и во брзите свиоци и е еден од најинтегралните делови кај сите болиди во Формула 1 и дефинитивно во последните сезони како правилата стануваат се построги, можеби е една од областите која инженерите во Формула 1 посветуваат најмногу внимание. Уште еднаш ви благодарам што го следите каналот на Формула 1 на македонски. Доколку ви се допаѓаат содржините, стиснете лайк, споделете го видеото, не заборавајте да направите subscribe, така што се гледаме во некоја наредна прилика. Уште еднаш ви благодарам и поздрав!